Добро, како опозиција често ги критикувавте тендерите за набавка на бифтеци, на апетисани, тропско овошје, но како до сега беше распишан тендери за оваа работа и од ваша страна. Многу избрзувавте, грешевте кога бевте опозиција или едноставно мора да биде така? Не, вака се ќе објаснам подетално. Ајде. Тендерот кој што е објавен со точни количини, не е рамковен, него е класичен тендер, ќе ви кажам и зашто. Затоа што во минатото се случувало кога се рамковни тендери, не им плаќале на добавувачите, овие не доставувале роба, ти на добавувачот во тој момент може само да му изречеш 6-месечна забрана за да учествува за јавни набавки. Ништо. Не можеш да му активираш никаква банкарска гаранција. И јас со мојот тим одлучуваме да направиме класичен тендер, кој што тендер, оној понудувач кој што ќе одобија, подлежи на и гарантира со банкарска гаранција. Банкарската гаранција е доколку не ги носи производите. Не е спорно тоа постапката. Спорно е зошто се набавуваат. Зошто имаше таму 10 килограми папаја, например. Затоа се таму наведени количините, ние мораме да ги наведеме количините. Јас ве убедувам и ви тврдам под секаква одговорност, ниту е набавена папаја, никогаш, тоа стои во тендер, и јас морам да го имам доколку дојде некоја висока делегација, бидејќи сме држава и не смееш да купуваш во готово. Мораш да си набавиш по тендерски постапки, да не одговараме утре кривично за некаков прекршок. Ниту папаја, ниту аспарук, ниту не знам манго, ги нема по тие бифињата во влада, во собрание, не тоа. Нема, ниту ги имало. Ги нема. Значи само за делегации странски? Доколку бидат потребни. До сега не биле потребни. Во оваа година, дена или 10 месеци колку сме, не биле потребни и не се набавиле никогаш. Тоа можам да ве убедам со сигурност. Ниту сме набавиле морски плодови, како што тоа беше случај кога дојдов во службата за општи заеднички работи, во самите фрижидери најавме морски плодови кои што не се по тендери или нешто слично. И нема да биде за странски делегации. Нема да биде како досега, би сакал само еден податок да дам, кој што намерно си го запишав. Од 1.1.2023 до 31.12.2023 имале прикажано промет 505.000 денари. И од 1.1 до 1.7 практично кога ние доаѓаме на власт, уште 73.000 денари промет. Тоа се 578.000 денари промет. Тоа е во бифињата каде? Клуб на пратеници, влада и собрание, каде што ги користат и функционери и вработените. Секој може да се отиде да се јаде и да плати. Од 1.7 до 31.12 и од 1.1 до 31.3, или тоа се 9 месеци, кај нив 18 месеци, ние имаме промет од 2.100.000 денари. Ова е разликата, Гоце. Што е, се разли поскапи се цените или повеќе се јади? Не можам да сватам што е. Не повеќе се јади, не се краде. А претходно јаделе и не плаќале? Се крадело. Тоа се правило. Цело време се крадело. И во моментов имаме финансова полиција. Носеле дома во моментов стекови бифтеци? Па не, се наплаќало без фискални сметки. Парите некој ги земал. Парите буквално некој ги земал, бидејќи кога дојдов јас таму немавме фискални сметки. Фискални апарати на почеток таму таа директорска функција е малку. Па тоа ми е плюс предизвик, тоа не ти го одговорив, да докажам дека не сме сите исти, сме многу поразлични и тоа ми е уште еден предизвик да го докажам тоа. Колку е сега бифтек да се јаде таму? Сега е 780 денари, а беше 210. Така беше 200 нешто. А чорба има за 50 денари или нема веќе за 50? Сите цени уште првата владина седница на која што јас присуствувам, побарав од влада зголемување на цените од 15% маржа на 50% маржа, за да не има она багатела јадење за функционерите по багатела. Добро, има добри плати тие, може да си дозволат и поголеми ако сакаат да јадат. Многу од овие услуги користат внатрешните администрацијата. Добро. При крај сме со разговорот. Еден од проектите кои веќе ги завршивте е обнова на повторно живење на македонско село. Треба да почне од 1 јуни, ќе се запази тој рок, ќе биде отворено на 1 јуни. Го подпишавме договорот, направивме примопредавање со новите стопанственици. Тоа е Латераца. Она што ми е кажано, планот им е да почнат до 1 јуни да го завршат, бидејќи има сериозна
сериозен Запуштено беше блок, со години, ново запуштено, руинирано, нефункционално. Имаат влог кој што треба да го направат натре. Очекувам дека до 1 јуни, тоа им е и нив во прилог, што побрзо да го пуштат да офатат летниот период, сезоната да функционираат. Ќе оставиме на времето да видиме како ќе се движи овој месец со подготовките за тоа. Цената по која што го издававме 3,5. Исто колку што Тинекс плаќаше претходно? Исто колку Тинекс, само што... Ама нив им беше неисплатливо. Зошто сега би било исплатливо? Тоа треба да прашаме економскиот оператор. Ама може да испадне дека пак нема да биде исплатено. Сега може мисла дека ќе им биде. Па ајде да видиме, да оставиме на времето. Не сум сигурен, најверојатно може би се работи до претходно лошо менаџирање. Очекувам дека овие се занимаваат со угостителство од која памтам јас за себе, дека се занимаваат со угостителство, па претпоставувам дека Скопје има проблем со сместувачки капацитети. Малку чудно е зошто да не работат добро. 140 легла сместувачки капацитети, 140 кревети. Но сега знаете, тука дилемата што ми се поставува е која е логиката да го издава државата тоа, за него се инвестирани 6,5 милиони евра. По оваа цена која се издава 3.500 евра месечно, треба 150 години за да се врати инвестицијата. Значи, сега мислам дека на 15 години го издавате, ќе бидат 630.000 евра, тоа не е 10% од тоа што е инвестирано. Зошто едноставно не го продадете ако на држава не и треба и не планира да го работи сега тоа? Тоа не е лесно така да се продаде државен имот, особено државен имот од овие размери, имот кој што го представува македонскиот идентитет, култура. Тоа се 12 различни куќи со различна архитектура. Тоа нема да биде музеј, тоа ќе биде хотел. Практично тоа е и музеј, и хотел, и ресторан. Три во едно можете да го продадете на туристите. Ево, сум завршил базичен факултет туризам, па ви кажам тоа вака одлично искуство. Имате каде да однесете туристи надвор од град Скопје, да не биде тоа само матка. Можете да направите на поголема тура, бидејќи таму во срцето на самиот комплекс има музеј од Министерство за култура, за кој што се имаме договорено со министерот за култура Љутков да го ставиме повторно во функција, да донесеме 20 или 3 водичи кои што ќе работат таму, па да можат да на туристите да им раскажуваат и архитектурата. Претпоставам тоа било идејата кога се замислил целиот концепт. Така, и заради тоа мислам дека овој објект не треба да биде продаден, но не треба ни да се распаѓа како што се распаѓа изминатите 6-7 години, за кои што се некаде изгубени околу 20 до 30 милиони денари. По основ на осигурување, обезбедување, оштетување и слично. Добро. Еден од тендерите кој предизвика многу внимание во јавноста беше поништен. Потоа беше за изградба на катните гаражи на клинички центар и таравари по тоа ќе биде запамтен по тој тендер со Џока кој беше поништен веројатно под притисок на јавноста. Зошто вие него како влада не ги изградите тие катни гаражи? Ако некаде е профитабилен бизнис за државата, тоа е сигурно на клинички паркингот нема никаков трошок, а секако има загарантирано работа. Ето, тоа не е под наша надлежност, но е добро како идеја и јас би го прифатил од ваша страна како една идеја и тоа треба сериозно да го размислува Министерство за здравство, ако има можност во рамките на Министерството да се изгради на клинички центар таква катна гаража, зашто да не? Добро. Истече времето, на крајот да ве прашам, уште денеска почна сајмот за книга, повторно во импровизирани услови тука во спортската сала Борис Трајковски. Пред некој ден објавивте некаква фотографија, сте имале средба, најавувате изградба на нов сајм во Скопје. Имате ли избрана локација или ова е сето во зачетна фаза? Сме размислувале, зачетна фаза, така. Сме размислувале, бевме на средба, односно беа кај нас на средба луѓето кои што го воделе практично Скопски саем и тоа можам да го кажам како и многу други работи, ние и Косово сме единствени во овој регион овдека кои што немаат саем. Ние имавме саем, ама бизнес. Направи згради и трговски центар. Доградува саем, Србија, Београд прави плюс поголем саем, Тирана прави уште еден саем надвор од Тирана, ние немаме саем. Го размислувавме, имаме некое решение, размислуваме да тоа иде или јавно-приватно партнерство или странска инвестиција, да не подлежи државата на додатни трошоци, може би ние да го дадеме земјиштето како држава. Имаме некој 3D проект вака од понеделникот веќе готов и некое идејно решение, но локација? Не сме размислувале за локација, ќе разгледаме локација заедно со
катастар, да видиме каде има можности, дали приватни или државни, но тоа мораме да го имаме како држава, бидејќи и тоа е едно клучно, не е само сајмот за книга, имаме неколку сајми кои што овие луѓе со кои што јас се сретнав ги имаат откупено авторските права и ево вака да кажам, сајм за ние сме земјоделско подрачје. Ние сме земјоделска држава на некој начин. Во Солун се одржува еднаш на 2 години сајм за земјоделие, кој што е посетен со 100.000 посетители дневно. Со 100.000 посетители И нашите од Србија сега нема кај да. Половина од нив да ги донесеме кај нас, ќе се развие и туризам, и гостителство и све останато во државата, а луѓето со кои што се сретна веќе се во преговори со Солун и они го нудат да биде една година кај нас, една година кај нив, тој се. Добро, господин Томовски, благодарам за овој разговор. Благодарам. Почитувани гледачи, благодарам што и ова вечер бевте со нас. Разбира, останете со програмите на Канал 5 и се гледаме следниот четвртак. Довидување.